започнавме со нешто што е најново и најактуелно на македонската фолк сцена. Со особено задоволство започнуваме оваа емисија токму со новитетот, Валандовскиот новитет и тоа прво наградената песна, со желба и оваа песна да се вброи во оние плејада песни кои што стана големи хитови во фолк ризницата на македонското фолклорно творештво. Исто како некогаш и нека биде и успехот, како некогаш успехот на победничките валандовски песни и на многу други, не само на победничките. Благодарам. Сега мене ме интересира како дојде до реализација на оваа песна, затоа што еве на самиот почеток да кажеме, Љупчо повеќе од 10 години живее и работи во Загреб, во Хрватска. Загреб, така е, да. Таму сум веќе 10 години. Најдем од една приватна забава од Сузе, кај што настапуваше она. После тоа се најдовме во ресторанот каде што работев јас. Седнавме да се подружиме. Случајна. Седнавме, се подруживме, ајде на крај која песна да ја отпееме. Песната ќе откриеме малку покасно, ќе ја отпееме. Ќе отпеете денеска во емисија. Да. И мислам дека заедно се сложивме таа вечер. Јас предложив, мислам дека би било добро стварно да направиме еден дует. После тоа следеше повикот на Миле Барбаровски и така се почна. Ете како идејата е најважна во секоја работа, после за реализација е лесно. Никогаш ништо не е случајно. Така морало да биде. Јас имав настап во Хрватска, во Загреб, а не знаев дека Љупче таму веќе живее 10 години, затоа што и јас не бев. Се познававте од порано? Го познавав јас Љупче, но се немавме сретнато можеби 10 години, може и повеќе така сигурно, нешто, сигурно. Да. И Љупче дојде, запеавме една многу убава песна, струмичка песна. И навистина гласовите добро ни се совпадна, така да си рековме уште тогаш дека може да направиме една добра песна и дека може да се направи добра песна. Што значи кога публиката и воопшто сите луѓе кога ќе возвратат на една убава изведба и на убава песна, покажува фактот, пред да започнеме со емисија, Љупчо ми кажа колку Сузе била заморна, како директно од Базел ми се чини се слетала директно на самиот фестивал. Така, направив стрес на целиот тим што работеше ова песна, па и на фестивалот. Туку јас знаев дека ќе успеам да дојдам, затоа што немаше никаков проблем ни со времето. Да се случуваше утрото. Не би требало тоа да се случува, но така, значи тоа беше многу отпорано закажано и некогаш не можеш да откажеш, но претходно во саботата што требаше да пеам на хуманитарниот концерт во Швајцарија, таму не стигнав. За тоа не треба да се прават такви стресни ситуации, но понекогаш и тоа се случува. Но сепак после наградата, не толку самата награда, колку чувството дека песната им се допадна на сите, Сузе немаше време за одмор, туку веднаш другиот ден замина на снимање на спот за песната, заедно со Љупчо се разбира. Дента кога беше фестивалот и кога беше пробата, дека не стигнав на пробата, имаше малце оговарање ваму таму и но потоа им ја затворивме устата на сите. Сепак за фестивалски настап треба човек и малку да биде и одморен, нели, да. Така, да, па добро, јас... На Сузе енергија не и фали. Има многу енергија, воопшто не ми фалеше, да кажем, енергија, не се познаваше дека сум уморна нешто, и бев и позитивна, и со сите разговаравме со колегите, убаво се дружевме, така да беше тука и мојот тим што секогаш ме средува, Аце и Дени, морам да ги поздравам, и тие на брзина ме средија. Да, излезе во едно несекојдневно издание, прекрасно. Може би не сме навикнати во тој стил да те гледаме на сцената, но беше прекрасна промена. Прекрасна промена, да, малце така погламорозно. Само 45 минути пред тоа беше во тренерки и така косата за во авион. Косата разбушавена. Но кога имаш тим кој дечките се прва лига, кој се грижи, кој се грижи секогаш тука, знаат што сакам и можам, мислам, слободно да кажам за гламурозниот фустан. Овој пат се погрижи исто Елена Лука, која секогаш
мислам во последно време се грижи за мојот стайлинг. Важно е дека имаше и слушнавме убава атмосферска, фестивалска атмосфера, нели со вашите колеги се дружевте, имаше убави песни, така да се на се мислам дека Валандово беше успешно оваа година. Да, и во врска со организацијата стварно беше еден поздрав до уметничкиот и техничкиот директор на фестивалот. Јас немам стварно никаква замерка, све течеше како што треба. Најинтересното нешто е пред прогласувањето за кога не повикаа за дека ќе освоиме нешто, сега никој не знае што, кое место и каква награда. И доаѓа третото место, не сме ние, доаѓа второто, си викам, се шалат со нас колку да дојдеме тука, нели? После тоа поразговаравме со жирито и со членовите од жирито, велат до сега не памтиме да се толку гласовите од публиката од кутиите слични со нашите гласови, така да апсолутни благодарни сме победници. на сите и фала им на сите што гласаа за нас. Дека имав пеено и претходно нели на Фолкфест за Ландово. Да. И мислам дека ова година некако му се врати тој дух како од порано и салата беше преполна, значи никогаш немало таков интерес од страна на публиката да биде. Ама и сцената имаше многу музички звезди и тоа има влијание. Сигурно и поради тоа и може би им недостигаше таа македонска музика која малку ја запоставивме во последните години. На народот му недостига, јас така мислам некако така чувствувам во себе дека им недостига македонската музика. Вие сте постојано меѓу народот, многу добро тоа го чувствувате. Да, со Сузана зборувавме пред емисијава, веќе го снимале и материјалот за спотот на оваа песна. Да. Јас тоа сакав да прашам, дали беше од претходно договорено песната да добие спот или успехот ве иницираше да бидете пребрзи? Па, јас морам да кажам дека јас предложив 2 недели пред фестивалот, толку ме држеше таа некоја еуфорија и во врска со песната не престано. Јас слушав, нели, еден ден се слушавме, велам Сузе, дај додека сум таму да направиме, вели Лјупче, ајде прво да видиме што ќе се случи, паметно, секоја чест, нели, ние машките нормално, секогаш малку, не малку, него малку поех избрзуваме. И да не добиваше награда секако, нели, песната нам ни се допадна пред се. Но секако тоа не подигна. Откако ја добивме наградата и направивме еден дел од мојот тим, мојата десна рака, Векослава Бах, морам да поздравам мојата менаџерка и Лука ЛБ Таксидо, кој се погрижи да изгледам така како изгледам и денес и на фестивалот. Фала им благодарам од срце. И се организиравме, се наснима спотот дента, цел ден работевме, снимавме, го пративме во Загреб и веќе е при крај. А и твојот дизајнер Лука се вика, така? Лука. Ами ето, Елена Лука. Се е совпадна. Ништо не е случајно. Доста сличност. Се е совпадна. Сузе, и понатаму работиш со голем интензитет и ентузијазам, нормално, да. Мора да кажеме, прекрасно изгледаш една од нашите најпопуларни, најатрактивни пејачки. Публиката те бара на секаде. Еве, како што кажа, пред малку успеваш да одговориш на сите покани. Успевам, да. Затоа што, нели, собирам па енергија кога сум слободна, јас секогаш сум во природа и од таму црпам енергија. И многу ме прашуваат од каде таа енергија. Сигурно поради тоа што и живеам здраво, спортувам и секако стигнувам на секаде каде што ме бараат. Од викендот кога, нели, тоа што помина, бевме прво во Аустрија, Виена, па Швајцарија, па долетовме во Македонија назад. Сега повторно за Германија и така почнуваат настапите се до 20 јуни на страна. И во Италија имаме некои закажани настапи, Германија. Значи, покрај на домашен терен и доста настапи надвор од Македонија. Така, да. Така. Лјупчо, спомнавме, нели, дека долги години живееш во Хрватска, во Загреб, таму настапуваш така во ресторани. Колку се слуша, колку се бара македонската песна? Па се бара во нашите македонски ресторани, не можам сега да претерувам и да кажам дека некаков огромен репертуар со саати свириме, но еден дел од вечерта
од 45 минути до саат и 10 и 15 минути, секако. Традиционалните наши песни луѓето ги знаат, од Битола мој роден крај, како што е таа чаша, македонско девојче, нормално таа е секогаш првата. Со ориентирани кон поп музиката, кон шлагерската музика. Ја не знам дали можете да верувате колку ја сакат македонската песна. Да. Стварно. Искрено и секоја чест. Имам пеено на хрватски свадби, кај што ние понекогаш покушававме да пееме нивни песни хрватски и тие не, вика, немојте, вика, хрватски, вика, пејте македонско, ние сакаме македонско да ни пеете. Така да, навистина сум изненадена колку ја сакат македонската песна во Хрватска. Љупчо, и македонската кујна сигурно. Да, сигурно ќе ни каже малку подоцна. Со музика почна овде во Македонија, животните патишта те одведоа во Хрватска, меѓутоа и тамо пронајде начин како да соработуваш и да бидеш во контакт со колегите од Македонија. Па да, од првиот ден, мене 2015 година кога ме викнаа колегите со кои работев до пред 2 месеци таму, за понатаму какви планови имам ќе поразговараме покасно. Од 2015-та, како отидов да одработам тие 3 месеца, како бев и повикан таму, во тие 3 месеца ја запознав супругата и следуваше јас со кола назад, а она карта во еден правец. Судбината сакаше да останеш во. Да. Но на релација сум нон-стоп сега и децата се поголеми и имаме малку повеќе време да што ми е најголема животна желба. Сега. Супругата е хрватица? Хрватица, да. Николина. Како ја сака македонската песна, научи некоја песна, дали е музикална? Па, ако почнам да ви ги набројувам песните, нема да верувате. Да се вратим од времето на Кода и Наум Петрески до овие сегашните сега да кажам убави наши македонски песни, знаем доста. Да? Се бори уште малку со македонскиот јазик, али ќе биде добро. Сузе, не сме те прашали никогаш дали е Јасмин музикален, дали знае да запее? Па добро слуша, мислам има слух за музика, но не сака да пее. Јас викам, ти си единствен босанец што не знае да пее. Навистина, тамо во Босна си велам секогаш, викам, тука нема некој што не знае да пее. А сака ли ти да му запееш Делинка? Тоа сака да кажам, зошто да пее кога има покрај себе кој да му пее? Секогаш. Јас дури некогаш и му се лутам, затоа што кога и да излеземе, тој ајде Сузана да запее. Викам, ти треба да кажеш нема да пее Сузана, нека одмара, да ме штедиш. Тој веднаш Сузана да запее. Па добро, сигурно се радува што има жена пејачка. Сигурно. Музикален е многу, знае да слуша, но нема баш талент за пеење. Емили и Селена? Емили и Селена, да, јас големки подпораснам кон музиката. Па ја засакаа некако сега музиката. На почетокот беа скептични, па многу е тешко да се учи, да се свири. Но сега како поднаучија и интересно им е да одат на музичко школо, учат клавир да свират и сега се подготвуваат за концерт. Да видиме колку научиле. Одлично. Убаво. Како мај
kako sestra, kako žena, kako vino čemerno. Moram da te pronajdam, ti mi trebaš bezmerno. Kako majka, kako sestra, kako žena, kako vino čemerno. Dvajca tak je ne zadušat, noki dolgi neprospijeni, našite srca stegnati, v gorki solzi se izmijeni. Našite srca stegnati, v gorki solzi se izmijeni. Kako majka, kako sestra, kako žena, kako vino čemerno. Moram da te pronajdam, ti mi trebaš bezmerno. Kako majka, kako sestra, kako žena, kako vino čemerno. Kako majka, kako sestra, kako žena, kako vino čemerno. Bravo. Samo jas i ti, moj grade, dobro znaje me. Kaj sum skital, što sum